Од 8 возила кои ги набави владата и ги стави во функција на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, едно од возилата е определено за подрачната единица во Кочани. 10 општини од регионот ќе бидат обслужувани со ова возило, кое ќе се користи како подвижна канцеларија. Иницијативата тргна од самите земјоделци, значи од теренот, каде што најчесто поставувани прашања беа запознавањето на програмите од кои што произлегуваат од Министерството за земјоделие и сите други потребни информации кои што треба да ги имаат земјоделците. Од таму тргна оваа иницијатива, односно потреба која што имаат земјоделците, и владата имаше слух преку Министерството за земјоделие набави вакви 8 возила кои што се распоредени во 8 региони во Република Македонија, од кои што припадна едно и на нашата подрачна единица, односно која што ќе ги покрива понатаму и другите подрачни единици како што се Штип, Пробиштип, Виница, Берово, Делчево и останатите општини кои што гравитираат према тие подрачни единици. Значи, ова ќе биде на некој начин подвижна канцеларија, која што ќе биде на самото лице место кај земјоделците, од каде што ќе биде формиран тим, од таму од лице место, значи ќе ги добиваат конкретните и потребните информации за сите програми и потреби во целост во делот на земјоделието. Тој тим ќе биде сформиран и ќе биде на некој начин создаден од редовно присуство на дел од вработените, 1-2 па и по потреба од Министерството за земјоделие, подрачна единица Кочани или пак 1 и 2 од Агенцијата за поттикнување и развој, а понатаму по потреба спрема местото, односно структурата на земјоделците или сточарите, ќе бидат вклучувани и земјоделските инспектори, потоа шумарските инспектори, инспекторите од Агенцијата за храна и ветерина, ќе бидат вклучени исто така и односно шумската полиција и секој друг дел кој што може ќе има потреба да се појави, односно потреба кај самите земјоделци.